82 годишната скопјанка Блага Стојчевска, тогаш 17 годишна партизанка, живо се сеќава на 13 ноември 44-та, кога со солзи радосници го славели исходот на својата храбра борба за ослободување на главниот град. Вели дека било особено весело, иако многу градови се ослободиле пред Скопје. Конечната слобода на татковината почнала да се насетува токму со протерувањето на окупаторот од главниот град. Секој миг, секој момент ми е во сеќавање. Бевме млади, борбени, како да сме биле школувани за борба. Тоа беше нешто величенствено. Али ослободувањето на Скопје, кога го доживеевме, просто да ви кажам, не знаевме за себе што правевме. Пеевме, игравме, се радувавме. Ни јадење ни требаше, ни одмор ни требаше. И ослободивме Македонија. Стојчевска се сеќава како уморни, гладни и боси, со само 2 батальони се спротиставиле на многу побројниот и подобро организиран непријател. Кој една чета напаѓа некаде, ќе речеме, прва бригада напред, а они слушаат и се плашат просто. Бригада станува збор, не е чета. Значи на тактика се играла. На тактика, цело време на тактика бевме. Главните битки се воделе кај Калето, Народната банка и железничката станица, каде што германците биле и најдобро утврдени. Потоа кај офицерскиот дом, поштата и женската гимназија, каде што сега се наоѓа зградата на владата. Главната битка за ослободување на Скопје била за заземање на браната Матка, која што била минирана од окупаторот, со јасна цел да се уништи овој витален објект и да се поправи градот. По неколку часовна тешка борба, партизаните успеале да извојуваат победа. Стојчевска денеска, заедно со низините другари, положија цвеќе пред споменикот на ослободителите. Се утеа на доцнењето на премиерот и стравуваа дали воопшто тој ќе се појави. Портпаролот на владата час го најавуваше, час го одјавуваше неговото присуство. На крајот Груевски дојде, според борците по 45, според кабинетот по 20 минути доцнење. Положи цвеќе и порача дека се надева од Скопје веќе никогаш нема да биде окупирано.